Кавадарчани дочекаа по цели 17 години повторно да гледаат прволигашки фудбал. Заради протоколите од пандемијата, вчера на надпреварот помеѓу Тиквеш и Академија Пандев присутни беа само околу 2000 љубители на фудбалот, кои сепак направија убава фудбалска атмосфера. За жал на теренот домашните фудбалери не успеа да ги издрдуваат оние присутните на трибините. Тиквеш одигра бледо, особено во првото полувреме. Гостите само 2 пати шутнаа кон нашиот гол и постигнаа 2 гола за 3 бода. Неиграњето на Вареловски придонесе за неколку рокади во тимот, но севкупната тактичко-техничка поставеност на тимот може да ја оцениме како конфузна. И во едно вакво бледо издание Тиквеш беше подобар противник, но неговите напади беа јалови и завршуваат далеко од голот на гостите. Домашните први се заканија во 19-та минута по обидот на Христов. Во 38-та минута Мирковиќ упати удар, но беше за малку непрецизен. И кога сите очекуваа крај на полувремето, гостите го упатија првиот удар кон голот на Тиквеш. Биеше и тоа многу млако Мирчевски, но топката на патот кон голот закачи некого во кавадаречката одбрана, го смени правецот и го измами голманот Тофиловски. Само што започна вториот дел, Пандевци зголемија на 0-2. По изведениот корнер, кавадаречката одбрана беше фатена на спиење, а Манев погоди за зголемување на предноста. Од тогаш Тиквеш заигра поофанзивно, но изостана реализацијата. Веќе во 50-та минута Тиквеш можеше да намали, но шансата остана неискористена. Во 62-та минута, за малку непрецизен беше нововлезениот Мишов. Во 76-та минута и Ивановски се обиде да намали, но повторно и тој беше непрецизен. Во 82-та минута уште една шанса за Тиквеш остана неискористена. 2 минути подоцна, Христов само потврди дека кавадаречките напаѓачи немаат свој ден. На крај, Пандевци заслужено им се израдуваа на 3 освоени бода на гостински терен. Во ова трето коло на останатите средби се постигнаа следниве резултати: Пелистер Шкупи 0-2, Брегалница Шкендија 3-3, Македонија Скопје 5-1, Ренова Борец 2-0 и Работнички Струга 0-0. Во следното коло, овој викенд, Тиквеш ќе има тешко гостување кај екипата на Работнички.